Централен дневник на К1. Добро вечер. Еве што се ќе гледате во него. Непознат сторител ја олеснил комерцијална банка за околу 40.000 евра. Објавен тендерот за изградбата на втората фаза на пругата кон Бугарија. Инвестиција вредна 140 милиони евра. Ученици од 3 училишта во општина Чашка изградија град на пријателството во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција. Утрово во Веле се ограбен банкарски терминал на комерцијална банка. Од секторот за внатрешни работи го потврдуваат случајот. Деталите во живо ги слушнавме во дневникот во 16:30. Еве дел од вклучувањето на колешката Дијана Иванова. Секторот за внатрешни работи во Велес потврдуваат дека утрово во 4 часот и 30 минути пријавено е дека непознат сторител со употреба на сила најнапред ја отворил влезната врата од деловниот објект кој што се наоѓа на улицата Благо Ѓорев, каде што е сместен и банкарскиот терминал на комерцијална банка. Се претпоставува дека со истиот тој алат непознатиот сторител или пак сторителите го уништиле терминалот и од него ги земале трите касети во кои што имало 2.535.500 денари. Од секторот за внатрешни работи информираат дека трагаат по можниот сторител или по сторителите. Оно што е интересно е дека до самиот банкарски терминал на оваа комерцијална банка во Македонија постои друг кој што според неофицијалните информации сторителите на ова дело не го ни допреле. Информациите од полицијата говорат дека ова е прв ваков грабеж во Велес или прво ограбување на банкарски терминал. Само да напоменам дека во непосредна близина на објектот каде што се наоѓа банкарскиот терминал има кладилница на која што има и сигурносни камери, па се очекува дека можеби и тие ќе помогнат во истрагата за побрзо пронаоѓање на сторителот или пак сторителите. Објавен е тендерот за инвестицијата вредна 140 милиони евра за изградба на втората фаза на пругата кон Бугарија. Како што изјави министерот Мисајловски, првата фаза од проектот е веќе во тек, а втората се очекува да започне штом се одбере фирма изведувач. Објавен е тендерот за изградба на втората фаза на пругата кон Бугарија. Се работи за инвестиција од 140 милиони евра. Според изјавата на министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, првата фаза од проектот е веќе во тек, а се очекува втората фаза да започне штом се одбере фирма изведувач. Ние започнавме со градежни активности во првата фаза. Се работи за инвестиција од 40 милиони евра, тоа е од Куманово до Белјаковце. Сега ја објавивме втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка, а во тек сме и со проектирање на третата фаза. Ова значи една голема и важна работа за нашата држава, бидејќи претходно само ветуваа кога ќе се изгради пругата, ние конкретно со дела на терен покажуваме дека се работи. Тој воедно потенцираше дека максимално се вложува во инфраструктурата и во патната и во железничката. Вели како влада сме посветени во реализација на сите оние проекти кои ги имаме ветено. Ние како влада сме посветени во реализација на сите оние проекти што ги имаме ветено. Не само да ветуваме како минатите влади, поготово СДС само што ветуваш и никогаш ништо не изгради, ние конкретно со рокови по години кажуваме што ќе се направи. На моје задоволство и на општо задоволство можам да информирам дека следната година започнуваме со градежни активности. Тоа значи нови 140 милиони евра ќе се инвестираат во железницата. Мисајловски потсети дека пристигнаа последните 2 воза од вкупно 6, а се очекува уште 2 да пристигнат овие месеци. Воедно распишан и тендер од 7 милиони евра за нови електрични локомотиви, кои наредната година се очекува да бидат произведени и стигнати во Македонија. Усвоен стратегискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот од 2017 до 2019 година. Главен стожер на активностите на Народната банка ќе бидат определбата за одржување на ниска и стабилна инфлација и одржувањето на финансиска стабилност. Советот на Народната банка на Република Македонија
го усвои стратегискиот план за периодот од 2017 до 2019 година. Определбата за одржување ниска и стабилна инфлација преку стратегијата на одржување стабилен курс на денарот во однос на еврото, одржувањето на финансиската стабилност како основен елемент на макроекономската стабилност и предуслов за остварување економски раст и просперитет ќе биде главниот стожер на активностите на Народната банка. Стратегискиот план представува продолжение на претходно утврдените стратегиски цели во областа на утврдувањето и спроведувањето на монетарната политика. Воедно донесена и програмата за истражувачка активност во периодот од 2017 до 2019 година. Истражувачката активност на Народната банка на Република Македонија за овој период ќе биде насочена кон области кои што се од значење за остварувањето на незините основни и други цели и на зајакнувањето на институционалниот капацитет. Врз основа на предвидениот распоред и динамиката на активност усвоена е и одлуката за издавање и одлуката за пуштање во оптек на кованата пара за колекционерски цели Владимирска од серијата Икони на Пресвета Богородица. Општинската организација на СДСМ од Велес со прашање до локалната самоуправа зошто улицата Тодор Христов Офицерчето се уште не е асфалтирана. Од локалната власт велат СДСМ покажува дека е присутна на политичката сцена само со деструктивно однесување, преку ширење на лаги и манипулации. Реконструкцијата на улицата Тодор Христов Офицерчето причина денеска општинската организација на СДСМ Велес јавно да праша зошто улицата е се уште не асфалтирана. Јорданов прашува дали запирањето на градежните работи имаат врска со одложувањето на изборите. Ова улица е фреквентна. Се наоѓа во густо населен дел на нашата општина, а до неа се наоѓа и детска градинка каде секојдневно престојуваат деца. Градоначалникот Чадиев и ВМРО ДПМН и должат да одговори на велешката јавност. До кога оваа улица ќе биде нефункционална и ќе представува сериозен проблем во секојдневното живење. Очајот во СДСМ од катастрофалните политики е толку голем, што единствениот начин да покажат дека се уште се присутни на политичката сцена го гледаат во секојдневното деструктивно однесување преку ширење на лаги и манипулации. Ова е само дел од писмената реакција која општина Велес ја испрати до медиумите. Во неа стои: Бизнис интереси во работењето на општина Велес и работењето на градоначалникот Славчо Чадиев ниту имало, ниту пак ќе има. На споменатата улица неодамна започнаа градежни работи за реконструкција за прв пат од нејзината изградба. Истовремено се изведе и подземно поставување на каблите од телекомуникацијските оператори, што е од особено значење. Во најкраток можен период улицата и придружниот крак ќе бидат асфалтирани и тоа јавно ќе го промовираме пред медиумите. Знаеме дека и тоа нема да им одговара на СДСМ, како што не им одговараат ниту 100 уредени улици во изминатите години, новите индустријски зони и фабрики, новите паркови, мостови и реконструкции на училишта, стои во реакцијата. Од општина Велес велат дека јавноста е таа која што цени кој како работи, а на велешани не им се потребни валкани и невистините измислици, туку нив им требаат проекти и просперитет. Поддржувачите на Протестирам продолжија со протестите во Велес. Укинување на аболицијата и формирање на техничка влада се само дел од барањата на граѓанската иницијатива Протестирам. Протестирам продолжува со протестирањето по улиците, искажувајќи го револтот за аболицијата, која председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ја потпиша. Формирање на техничка влада, вклучување на граѓанскиот сектор во преговорите помеѓу 4 политички партии, меѓу другото се дел од барањата на граѓанската иницијатива Протестирам. Клучната порака е тоа дека аболицијата мора да биде повлечена, не смее да има амнестирани криминалци. Вие најдобро знаете, имате случај овде во Велес, каде што човек кој украл 100 кебапчиња лежи затвор од 3 години, а имате функционери на власта кои украле милиарди, а со аболицијата сакат да се спасат. Од тоа нема бегање, аболицијата ќе биде повлечена. Едмонд Адеми вели дека со растурањето на техничката влада, коалицијата ВМРО ДПМН ДУИ практично го закопала Пражинскиот договор. Воедно напомена дека своето незадоволство и револт ќе продолжат да го изразуваат на улиците, се додека не се исполнат нивните барања.
Ученици од 3 училишта во општина Чашка изградија град на пријателството во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција. Целта е да се промовира соживотот, да се негува мултиетничноста и да се почитуваат различните религии и култури. Градејќи град на пријателството, учениците од 3 училишта во општина Чашка ги крониса активностите кои ги спроведуваа во текот на учебната година во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција. Целта е да се промовира соживотот, да се негува мултиетничноста, да се почитуваат различните религии, култура и јазик. Учениците градат еден град на пријателството, значи ги градат сите оние основни круцијални зданија во еден град, училиште, пошта, општина, градат парк, така, но не е битно на крај како би изгледале тие, колку што е важно нели дека сето тоа го прават заедно. Учениците од нашето училиште Лирија, од Горно Јаболчиште, заедно со училиштето Тодор Јанев од Чашка и училиштето Петре Попарсов од Богомила. Професорите објаснуваат дека самата структура на општината создава услови за добра меѓуетничка комуникација пред се меѓу возрастните, кои пак сето тоа го пренесуваат на помладите генерации. Гоце Делчев дал една многу убава мисла. Јас го разбирам светот единствено како поле на културен надпревар меѓу народите, водејќи се од таа мисла, слободно можеме да кажеме и со помош на овие активности, слободно можеме да кажеме дека не се надпреваруваме во лоши работи, се надпреваруваме само во добри работи, во надпревари, во тоа кој повеќе има знаење, кој повеќе може да истрча, кој повеќе може голови да даде. Овие активности што ги правиме со другите училишта се многу добри, оти не се познаваме претходно. Со нив сега се запознавме и со други ученици и така добро живееме. Се здружуваме со многу ученици и сакаме повеќе вакви активности. Активностите за меѓуетничка интеграција преку програмата на УСАИД се спроведуваат веќе 4 години по иницијатива на самите ученици. Тие со текот на времето се почести и поголеми. Првично тоа беа во наставни активности, меѓутоа сега веќе и во самата настава нели интегрираме вакви часови, така. Во почетокот тоа беа претежно, да речеме, оние предмети јазичните, македонски, албански, англиски, француски, така. Меѓутоа како мине времето, тоа ни стана веќе не навика, него секојдневие. И учениците и гледате како меѓу себе комуницираат беспрекорно, иако можеби еден со друг, нели, македонски и албански не ги познаваат толку добро јазиците, меѓутоа тоа не е битно за нивната комуникација. Битно е што на секој лице има насмевка. Во меѓуетнички дух, со пригодна прослава, разновидни танци, песни и ора, и оваа година основното училиште Лирија го прославува и патрониот празник. Најдобрите ученици од училиштето Димката Ангелов Габерот од Ваташа денеска беа наградени со благодарници и книги за освоените места на општински и републички надпревари. 20 ученици од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот од Ваташа, кои освоиле први, втори и трети места на различни надпревари општински и републички по различни предмети, денеска тие беа наградени од училиштето за успешната афирмација, а во знак на благодарност им беа доделени благодарници и книги. Она што мене посебно ме прави горда и среќна и што ме мотивира да продолжам со оваа работа е токму тоа што сите ученици се вратија со успеси, односно ги освоија и првите 3 награди и на општински надпревари, па и на регионални, стигнавме дури и до републички надпревари, каде што по математика ученичката Мартина Танева го освои 3-то место и сега оваа недела, значи, ќе оди на олимпијада, математичка олимпијада. Од клупите на ова училиште излегоа голем број таленти кои денес се успешни граѓани на ова општество. Самите награди се рефлексија на сето она што се работи во училиштето. Наградите не доаѓаат туку така сами од себе. За да бидеме успешни, значи, мора да се работи многу, да се жртвува слободното време во учење, во постојано надградување, во вежбање, во саможртвување. Според Милкова, голема заслуга имаат и наставниците, кои секојдневно ги мотивираат, поттикнуваат и поддржуваат учениците. Успешен наставник е оној наставник кој умее да ги детектира афинитетите, талентот, желбата и љубовта на детето кон одредени предмети и сфери од образованието.
Денеска во Кавадарци се одржаа 21-те регионални спортски надпревари на кои се надпреваруваат 350 пензионери од повеќе градови од регионов. Пензионерите се надпреваруваа во повеќе дисциплини во машка и женска конкуренција. Ваквите спортски игри се од големо значење за луѓето од трето доба. Околу 350 пензионери од различни градови од регионов денеска беа присутни во Кавадарци на 21-те регионални спортски надпревари, кои се во организација на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци. Пензионерите се надпреваруваа во повеќе дисциплини во машка и женска конкуренција. Ваквите спортски игри се од големо значење за луѓето од третото доба. Спортот и рекреацијата се значителен дел од животот на пензионерите, зашто го подобруваат квалитетот на нивното живење. Нашето здружение за тоа му посветува големо значење и затоа неслучајно постигнуваме добри резултати на спортско поле. Преку пензионерските спортски игри, пензионерската организација обезбедува поголема опфатеност на пензионерите спортисти, како и селектирање и откривање на други надарени спортски таленти. Меѓу градовите од регионот се и велишките пензионери. Тие 58 на број дојдоа овде да си ги одмерат силите со пензионерите од останатите градови и да се потрудат да го земат природниот пехар кој неколку години поред се наоѓа во витрините на Кавадаречкото здружение. Велешани очекуваат неколку први места кои ќе ги однесат на републичко надпреварување. Најголеми конкуренти ни се домаќините Кавадарци, Сдружение на пензионери Кавадарци, и ако го освојат првото место уште овој пат, дека ми ја честит пехарот им биде во трајна собственост. Ги поздравувам домаќините на 21-те спортски игри. Нека победи подобриот. Пензионерите велат дека овие игри со нетрпение ги очекувале. Дел од нив се подготвувале неколку месеци, а дел рекоа дека не чувствувале потреба од подготовки, бидејќи се родени спортисти. Се спремаме можеби еден месец и пол. Денеска имаме екипи на стрелање, на мал фудбал, имаме на пикадо, стрелање, шах, табла, трчање, сите, буквално сите. Јас сум роден спортист, некогашен, бивши. И сега сакам само да продолжам. Да видам со овие години до каде можам да стигнем. Сите овде присутни сме победници денеска. Пекарот не значи ништо посебно. Сето овде што го гледате, тоа е победничко на овие години за пензионерите. За овие спортски игри се припремаме скоро 3 месеци и очекуваме најмалку 3 први места. Одлично. Среќна сум и пресреќна. Ова ми е 5-та година што сум се првак. Дај Боже и натка да се продолжи. Победниците од 21-те регионални спортски игри ќе учествуваат на републичкиот надпревар во спортски игри за пензионери. На иницијатива на пратениците на СДСМ за утврдување на одговорноста на председателот Иванов по донесувањето на аболицијата, досега се потпишале повеќе од 50 пратеници. Промовирани нови 150 наслови на аудиокниги наменети за слепи лица и лица со оштетен вид. Вестите од Македонија. На иницијативата на пратениците на СДСМ за утврдување на одговорност на председателот на државата Ѓорѓи Иванов по донесувањето на аболицијата за 56 лица, досега се потпишале повеќе од 50 пратеници и тоа е доволно за да влезе во собраниска процедура, но го нема и потребното двотретинско мнозинство за успех. На иницијативата се потпишаа пратеници на СДСМ и на ДУИ. За оваа иницијатива да се спроведе во собранието ќе биде неопходно двотретинско мнозинство, односно 82 гласа. Бројот на пратениците на ВМРО ДПМН кој изнесува 59 покажува дека ова двотретинско мнозинство нема да биде постигнато, но сепак ќе мора да има собраниска расправа на која ќе мора лично да се појави председателот Иванов. Во рамки на проектот 400 аудио книги за лица со оштетен вид, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов промовираше нови 150 наслови на аудио книги наменети за слепи и лица со оштетен вид. Новите аудио книги се од едициите на Министерството за култура, кои напрезо ќе бидат достапни за користење во Народно универзитетската библиотека, Националниот сојуз, како и во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид. Со овие
наслови слепите лица ќе имаат на располагање над 340 наслови на аудиокниги од различна тематика, достапни за нивна едукација и блискост со пишаниот збор, потенцираше Спасов. Во тек е постапка која ја спроведува Министерството за труд и социјална политика за снимање нови 400 наслови, која ќе започне ова лето, а ќе заврши наредната година. За таа цел се издвои буџет од 4.600.000 денари, истакна Спасов. Проектот 400 аудиокниги кој се реализира веќе трета година поред се започна како заедничка иницијатива на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за култура, Националниот сојуз на слепи лица и медиумите. Актуелната мигрантска криза и терористичките напади клучен фактор во политиката минатата година. Едно лице е убиено, а 3 се ранети при пукање во салата Ирвинг Плаза во Њу Јорк. Ова се вестите од светот. Актуелната мигрантска криза и терористичките напади минатата година биле клучни фактори кои влијаеле врз јавната дебата и политиката на Европа, се наведува во годишниот извештај на Европската комисија против расизмот и нетолеранцијата. Во извештајот се вели дека популистичките партии и приливот на мигрантите го искористиле за поттикнување на ксенофобија и исламофобија. Во него се додава дека рамномерната распределба на мигрантската криза е клучна за осмислување на ефикасна политика во овој домен, а дека мерките за штедење дополнително ја отежнуваат ситуацијата. Со растот на бројот на мигрантите и барателите на азил без преседантна тест е ставена посветеноста на многу европски земји на политиката на миграција, ориентирана на почитување на човековите права, оценува Европската комисија. Земјите треба да се борат против расистичкото насилство и да ја применуваат политиката на интеграција кон мигрантите, барателите на азил и бегалците, предупреди председавачот на комисијата Кристијан Алаунд. Тој нагласи дека праведната распределба на товарот е од клучно значење за развојот на ефикасната политика во ова деликатно подрачје. Едно лице е убиено, а 3 се ранети при пукање во салата Ирвинг Плаза во Њу Јорк, каде раперот T.I. требаше да одржи концерт. Пукањето се случило во салата на Менхетан, во која има места за околу 1000 посетители. Полицијата информира дека 34 годишен маж бил прострелан во градите, а додека пак 33 годишен маж бил прострелан во стомакот. Едниот од нив подоцна починал во болница, но полицијата не прецизира кој. 26 годишна жена била прострелана во ногата, а четвртиот ранет самиот побарал помош во болница. За сега нема уапсени во инцидентот, пренесуваат американските медиуми. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Какво време не очекува викендов, дознаваме од деталната временска прогноза. Овде го завршуваме и последното информативно издание за денес. Пријатна вечер со програмата на К1.